Почитувани, старата железничка станица е лузната на Скопје, но и символ на светската солидарност по катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година. За тоа сведочи откорнатите букви од источниот зид. Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме. Денес, поради неспособноста на Гоце Трајановски, железничката станица е символ на запуштеност, затвореност, нечистотија и негрижа за душата на предземјотресно Скопје. Тотална негрижа од страна на градоначалникот на Скопје, која ги навредува сите скопјани кои имаат претрпено загуби за време на катастрофалниот земјотрес. Не помалку надвредливо беше и ветувањето на Гоце Трајановски за реставрирање на големиот часовник и старата железничка станица. Не забораваме дека Гоце Трајановски вети дека ќе го уништи препознатливиот скопски символ за на негово место да постави нов часовник кој секој час би означувал со песна. Скопјани со жестоки реакции го спречија Гоце Трајановски да го реализира овој забеган проект. За жал, не успеа да ги спречат напорите на Груевски и Трајановски за бришање на скопската историја. Тие ги отстранија буквите кои символизираа светска солидарност и преименуваа улици на светски градови кои помогнаа Скопје да биде повторно изградено. По 15 октомври ќе го вратиме културниот живот на старата железничка станица. Ќе ги вратиме буквите на источниот зид и имињата на улиците кои се историски символ за светската солидарност. Градот убав пак ќе никне. Старата железничка станица ќе го добие препознатлив сјај, а новата градска власт ќе ја негува солидарноста која го изгради модерно Скопје.